Се потсетивме кои важни настани се случиле на денешен ден во минатото, а сега е веќе време да ви го представам и мојот прв гостин во студиото. Верувам ќе се согласите со мене, ваков гостин во студиото на МТМ телевизија се уште не сме имале. Со нас денеска е Клоун Пипи и Балон Парти. Здраво. Здраво. Добро не дојде во студиото. Добро ме најдов. Навистина ни го разубави студиото, вака ни го направи пошарено, поколоритно. Да, супер е. И атмосферата тука е супер. Така. Победи ова и за тебе. Благодарам многу. Само ти мора да го ставиш во вода и малце парфемче и ќе мириса, нема гај. Одлично. Како вистинско цвеќе. Да, баш така. Колку време е потребно да се направи едно вакво цвеќе? Па мене не полна минута. Навистина импресивно. Да. Бидејќи си прв пат кај нас во студиото, јас морам да те запрашам од каде дојде идејата токму се занимаваш со оваа работа која што навистина е интересна за останатите, меѓутоа за оној кој што ја изведува и помалку напорна. Па малку е напорна, ама убава во секој случај, исполнува. А идејата дојде сама по себе. Така малце поврзано со факултетот, со љубовта према децата и така започна целата работа. Така, беше ли тешко да се вклопиш во сите оние средини во кои што досега си се нашла, нели? Па искрено не многу тешко. Некако спонтано, само си влегува и си тече и забавата. Се прилагодуваме според децата на нас. Така, колку време се занимаваш со ова? Па 2,5 години, 3. Тоа значи дека веќе имаш значително искуство позади Има себе. искуство, да. Има и многу родендени, многу ми е криво што не ги имам броено родендените, една цифра онака да си имам. Да. Би сакала да те запрашам, во самата најава споменав Клоун Пипи и Балон Парти. Тоа значи дека балоните е она по што си ти препознатлива или? Па и балоните и самата забава на родендените. Така. Зашто правиме и родендени, нели, само анимација, имаме и декорација на со балони. Некој сака и едно и друго, некој сака едно, си правиме комбинации. Така, тоа е во зависност претпоставувам од славениците. Да. Од жилбите на славениците, понекогаш може би од жилбата на родителите. Па секој со своите желби, средина некоја се наоѓа. Така, она што е поинтересно е тоа што во последно време се навистина многу популарни забавите со клоунови. Мислам дека кога бевме ние многу помали, немаше такви работи. Се случува ли некогаш родителите да се исполнуваат жилбата преку детето? Многу често. Мајките ги има наредени како играме сите заедно диско, се местат за цртање и уште поинтересен е роденденот. Така, токму тоа сакав и да запрашам како ги забавувате децата, што е тоа што како ги анимирате цели 2 часа? Си имаме една програма, почнуваме со цртање на лице, со специјални бои за дечињата. И сите деца се цртат по нивна желба, кој што сака. Потоа играме диско на наши песнички со кореографија. После имаме надпреварувачки игри, ги делиме во групи дечињата. Гледаат трикови, си јадуваме тортата и на крај сите деца добиваат балончиња по своја желба, кој што сака, исто така тука се и нормално мајките по некој цвече да добијат. Би сакала да те запрашам, познато е тоа дека понекогаш децата знаат да се исплашат од клоуновите. Ти се случувало ли и тебе тоа? Ми се случувало, да. Ама во таа ситуација и јас се плашам од детето. И сега тоа се чуди што се случува, зашто јас се плашам од него. Него не му давам на значење или да го исплашам уште толку, си се повлекувам на страна, полека детето е тоа што доаѓа само кај мене, ај мене тука нацртај, ај тука, па тука и на крај стануваме другарчиња. Така, кога ќе види дека на останатите другарчиња им се случува истото, меѓутоа веруваме многу потешко кога на славеникот треба да му се приближите малку повеќе отколку на некоја од дечињата кои што се дојдени на роденденот. Се случува ли славеникот да не ви посветува внимание воопшто и да не му е важно што сте тука? Се случува и тоа, значи има секакви ситуации, ама затоа мора да знаеме ние како да реагираме во таа прилика. Гледа дека со другите деца е супер забавата, а само он стои на страна и полека и тоа си доаѓа се приклучува во забавата и имаме супер роденден. Така, има ли никаква важност возраста на дечињата? Јас кога се подготував за оваа емисија, буквално прочитав се што можев да прочитам и пишуваше дека возраста до 3 години не е препорачлива за забава со клоунови, затоа што воопшто и тие не им посветуваат внимание на клоуновите и не ја сваќаат нивната важност. Да. До таа возраст, значи за нив нема значење. Меѓутоа, ако имаме поголеми дечиња на самиот роденден, пожелно е да се викне клоун или било која друга маска што ја имаме ние. Има и голем избор, Мики, Мини и принцезите сите ги има, така да све се прави во согласно со желбата на родителите
и сепак да не е нешто нападно и за самото дете, да не се исплаши или да не има некоја последица понатак. Така, оно што е сепак интересно како информација, дали повеќе им се допаѓаат кловновите или пак сакаат да се забавуваат и со останатите ликови? Ги сакаат сите ликови, нели нормално девојчињата ги сакаат принцезите. Така. И помалите дечиња што се околу 1 годинка, 2, обавезно Мики и Мини ги бараат. Така да кловното е тука и повеќе за машките родендени, макар што и за женските родендени, зашто ликот е најопуштен и има стварно незаборавна забава. Така, би можела ли во меѓувреме да ни покажеш нешто од твоите интересни трикови, можеби да ни направиш некоја вакво цветче? Сега ќе ви направам едно кученце. Ова куче не бара храна, не бара вода, лесно се чува. И некој дури што се плаши од кученца, може да се чува вакво куче. Така, можеби и за оние чии што родители не им дозволуваат во своите домови да имаат кучиња, а желбата е голема. Да, замена. Па кога ќе им се дупне, ќе им направиме ново, не е проблем. Колку е тешко да се научи ова, што во моментов го правите? Па малце е тешко, да признаеме, ама со работа, повели кученце, Благодарам за мене. за тебе. Со работа и со вежбање и со пукање на многу балони, ќе се стекне таа вештина. Така, значи тоа може да се научи, тикој може да го научи. Би можела и јас да се научам ако се заинтересирам малку повеќе. Па, може би можела. Не верувам дека не. Така, има ли никаква врска бојата, како ги комбинирате овие бои? Па, претежно нели машки бои знаеме кои се, на машките им даваме од таа боја, на девојчињата црвено, розово, виолетово. И сепак тоа е избор на дечињата. Им оставаме они да се одлучат за која боја и за кој модел од балон. Така, ако пукне балонот сега, да не се плашиме, тоа е балон. Еве уште еден подарок си добив, јас преубаво црвено срце. Благодарам. Молам. Навистина ми се драги овие подароци, ќе ги оставам тука, а подоцна ќе си ги земам. Ги спомена момчињата, девојчињата. Има ли разлика во однос на нивното уживање со забавата со кловн? Кој повеќе се забавува со кловновите? Па претежно девојчињата се тие што повеќе учествуваат во самиот роден ден. Така што и машките се за цртањето на лице се тука, Спајдермен, Бетмен обавезно. Надпреварувачките игри, они се тука да се докажат колку се појаки и посилни. Так. Во диското малку знаат да избегаат во тој дел, меѓутоа имаме интересни песнички за да им го обрнеме вниманието и секако нели за мечовите на крај за да се мечуваат. Сега ќе направиме еден меч. Машките се први. Ајде да видиме како изгледа И имаме надпревар во мечување во тие случаеви. Знаете ли да бидат понекогаш и напорни децата? Знаеме колку се сладки, мили, прекрасни, меѓутоа знаете ли никогаш да се скараат на кого попрво да му го исцртате лицето, на кого прв да му подарите поклон? Секако дека имаме различни дечиња. Ево го мечот како изгледа. Се мечуваат дечињата. Си правам јас на роден ден од ред. Значи си ги седнувам сите на маса, си прават еден убав ред, додека си чекаат да се нацртаат, си пијат сокчиња, си грицкаат и едно по едно си се цртаат и забавата да си има еден ред, да нема буткање, тепање и такви работи, него тоа е забава. Треба да се сите насмејани. Тоа значи дека нетрпеливост нема помеѓу нив. Па има, ама ние ќе ги ставиме во ред. Така, што е со нивните желби? Се случува ли никогаш да имате вие подготвено сценарио, а подоцна кога ќе отидете таму да ви кажат па јас не сакам таква забава? Тогаш престануваме со тоа, ги прашуваме, а што сакаш ти? И ќе каже, сакам таа и таа игра, нема проблем, дечиња, вие другите сакате ли? Сакаме. И сите си се сложуваме и си ја почнуваме забавата на нивни начин. Тоа значи дека ти си секогаш подготвена да им излезеш во престрет. Нормално, затоа сум јас дојдена да биде забава, а не по моите терпи. На крајот дали се сите среќни и задоволни? Мора да се среќни и задоволни, да. Така. На крајот, секако дека е многу важно да ни кажеш и како би можеле да те најдат сите наши гледачи кои што нели го гледаат нашиот разговор, им се допаѓаат овие фигури од балуни, па би сакале да се збогати својата роденденска забава. Па јас имам еден специјален телефон што ги има најбавиот број и бројот ми е 078 305 244 или пак на Facebook профилот Принцези Кловен балони. Тамо може да погледнат слики од родендени, од декорации со балони и слични работи. Доколку нешто им се допаѓа, може да не викнат. Така, дали сте често ангажирани? Често сме ангажирани, да. Тоа значи дека им се допаѓа вашата работа? Ќе нудиме квалитет, мора да има поверувачка.
Така, има ли понекогаш и никакви измени во сценариото? Дали се случува да си кажете ова веќе се стана досадно, веќе видено, препознатливо, ајде ќе направиме нешто ново? Па мора да измислуваме нешто ново, да, тука си децата нели да ги како предлог да дадат што мислат дека е добро за роденденските забави, некој нов лик, било што. Така да. Така, зависи ли тоа возраста на детето од начинот на кој што ќе се одвива роденденската забава? Дали највеќе ве покануваат на роденденски забави со помали дечиња или пак тука се и оние први училишни денови? Па претежно не викаат на кај поголеми дечиња, нели, кои што може да се анимираат, доколку ако се бебенца, нема што да правиме ние се нели сите се кај мајките. Во тој случај доаѓаат Мики и Мини само околу тортата, колку ете така малце да се подигне расположението. Али претежно забавата е со поголемите дечиња. Така. Тука некаде јас ќе ти заблагодарам за гостувањето, за овој навистина кус, меѓутоа интересен разговор. Уште еднаш ќе повторам, интересен гостин си ни во нашето студио и прв пат имаме ваков прекрасен гостин во студиото. Не и последен. Се надевам дека ќе биде така, се надевам дека повторно ќе се видиме, ќе поразговараме на нешто што ќе биде интересно, актуелно и секако нешто што ќе им се допадне на дечињата, верувам нашата најмлада публика. Да. Ти благодарам уште. Ти благодарам јас. Продолжуваме понатаму со емисијата.